Додека не добиеме по 3500 денари линеарно покачување на пензијата за секој пензионер, нема да отстапиме од протестите. Со овој став денеска прилепските пензионери повторно одржаа протест, овој пат блокирајќи ја клучката над паркот на Револуцијата, односно влезот во Прилеп. Велат дека се револтирани на Министерството за труд затоа што во работната група која што треба да ги разгледува нивните барања немало ниту еден нивен представник. Ние многу молевме од иницијативните одбори во Македонија да има членови застапници кои што ќе ги разгледуваат нашите барања, но таа за жал ни еден член од Република Македонија нема во таа комисија што работи за барањата на пензионерите. Затоа не сме задоволни и затоа нема да прифатиме ништо од она што го нуди. Истакнаа дека ќе побараат да се донесе закон за да не може во иднина да има процентуално зголемување на пензиите и тие да се коригираат на секои 4 месеци согласно трошоците за живот. Премиерот не отече со тој уставо што сака да го менува. У нас не гледа овдека, ние како страдаме, тој умре за бугарите. Коските ни ги изедоја, не изглодаја скроз. Дали не е срамота ова? Ние не сме фрлени македонски пензионери изфрлени. Ние ќе си бараме, отиđемо ни е празен. А тие нека му е мисла да ни бараме пари. За живот, не за друго. На денешниот протест ги повикаа и тројцата прилепски пратеници, но тука се појави само пратеникот Петар Ристевски, додека пратениците Ана Лашковска и Миле Талевски не присуствувале поради работни обврски. Ристевски повика на итно решавање на овој проблем. Луѓето се излезени тука од мака. Нема овде ни политика, нема овде ништо друго. Овде се луѓето излезени од мака, бидејќи јасно е во оваа држава со 10-11 илјади денари не се живее. Наместо да се обвинуваат пензионерите дека биле партиски мотивирани да ги организираат протести, најбрзо апелирам власта да седни заедно и со опозицијата и сите во рамките на институциите на системот и да изнајдиме заеднички решение. Прилепските пензионери најавија дека и понатаму ќе продолжат со протестите се до исполнување на барањата.